Добра вечер, почитувани гледачи, на вистинското место сте регионална КТВ телевизија. Време е за ново издание на емисијата Агроспектар, емисија која што е посветена на земјоделските производители, состојбите во македонскиот аграр. Редовно ги следиме состојбите во лозарството, воштарството, градинарството и се она што се нарекува фабрика на отворено земјоделското производство. Секогаш целта на емисијата е да ги едуцира земјоделските производители, токму затоа и сме блиски, затоа и со нетрпение ја очекувате оваа емисија и вечерва ќе имаме што да ви понудиме во делот на едукацијата. Добра вечер, добре дојде за нашиот стручен соработник во емисијата, професор доктор Ристо Вучков. Добро вечер вам и на редовните гледачи на КТВ телевизијата, посебно за земјоделските производители. Веруваме дека ова едукација по однос на состојбите во сликаниот терен ќе биде во прилог на тие производители. Веќе регионот ни е поголем, што значи опфаќаме и поголем регион, опфаќаме повеќе земјоделски производители, не само од тиквешијата и повардарието, туку и повардарието сега го имаме веќе Велес, имаме нешто од Свети Николе, значи да направиме, професоре, еден осврт каква е моменталната состојба во поглед на земјоделското производство и како временските услови влијаат врз земјоделското производство, бидејќи имаме чести преврнувања, ладни ноќи, покачување на температурата преку ден, имаме влажност. Чи каква е моментално состојбата во земјоделството? Да, пред се искрени честитки за тој чин на КТВ телевизија што прерасна во регионална телевизија. Значи, поголем дел од теренот, кој е производен регион, би рекле Кавадаречкиот, Неготинскиот, па и пошироко, ќе имат можности да ги гледат овие едукативни емисии и понешто да научат од она што е навистина практично и стручно споено, а во нивни интерес. По однос на прашањето за таа моментална состојба, ние веќе ја осликуваме онас вистинска состојба од теренот врз основа на оние видувања, изворно би рекле од теренот. И овие едукативни емисии ќе го имаат исклучиво тој карактер. Оние кои редовно ги следат емисиите знаат дека првото третирање на виновата лоза, праските или било која друга култура значеше по тој првичен стартен период во пролетта. Сега веќе сме во една поодмакната фаза и би рекле и како значајна по однос на важниот момент од заштитарски аспект, научно-стручен, за заштита скоро на сите одгледувани култури. Дел од нив се веќе пред берба, пример кајсиите, кои на дел од производителите настрадаа, веќе се пред берба и тука неопходно е да се припазува на каренцата и било какви хемиски третмани се непотребни. Некои може би употребуваат некои мотиватори или стимулатори или препарати за брзо зрење, фаќање цеме. Тоа не би требало да го прават, бидејќи сега како што го имаме времето, кајсијата ќе се зрее по нормален пат. Исто така и праската, која треба и има веќе појава на штитаста вошка, она брашнастата вошка, експанзијата е веќе тука, посебно за покасните сорти, би требало да се оди со таков третман, со инсектицид двокомпонентен, за да се санкционира нејзиното ширење, бидејќи таа веќе се качува по стеблениот дел и кон гранките горе. А за оние сорти кои се може би за 5-10 дена веќе пред берба, не би требало да се употребуваат било какви инсектициди кои имаат поголема каренца, сепак да се зачува здравјето кај консуматорите. Ги напомнав оние култури, еве за градинарството ќе кажам збор 2, за да малку поголем акцент оставиме за виновата лоза, што е доминантна тука. Имаме неколку добри села, производни села, што веќе можам да кажам се толку квалитетни производители на градинарски култури, посебно пиперката, па има и домати и така натаму, што веќе дел од струмички производители, јас можам да ги пуштам кај нив на специализација. Значи, има веќе квантум на добро знаење за одгледување на пиперката, што таа бара по фенофази, што таа бара на име исхрана и редовна заштита.
Меѓутоа редовно се консултираат Да, со консултират, прават анализа на почвата, редовно заштитуваат и тоа е навистина факт кој радува. Посебно Тоа е оној дел, квалитетното производство. да, посебно оној дел покрај од Виничани, веќе таму фаќаат сигурно Да. КТВ, од Виничи имаме навистина голема група на квалитетни производители кои преку 40 пластеника имаат, еден од нив само. Значи, тоа е веќе еден обемен производен циклус на пиперката. И морам да кажам дека имаат навистина фантастични резултати по однос на редовните тестови, редовното прихранување, непредозирање или послабо, редовна заштита и тој континуитет. Значи, берба после бербата, квалитетна заштита, прихранување и тој трк си го имаат веќе прифатено и навистина имаат добри резултати. По однос на виновата лоза. Најклучниот момент, ние во претходната емисија рековме дека периодот кој следува, а токму е сега, бидејќи таа недела, виновата лоза веќе е воглавно кај сите сорти прецветена. Кај некој подамна, кај некој привршува и мора да кажеме дека од нашите видувања од теренот, кај одредени сорти, поради оние температурни амплитуди, бидејќи неколку дена не имавме температура која падна и околу 3-4 степени во утринските часови. Во фаза на цветењето, максималното цветење, кај одредени сензибилни сорти, да не се чудаат производителите на винова лоза, дека немаат добро оплодување. Значи, една од причините може да биде и тоа. И, нормално, валандовскиот дренок или било кој, ако го има, а тука многу малку го има, тој си бара оплодувач за нормално оплодување и нормално плодоносење. По однос на она што е сега значајно, ова прскање, кога веќе гроздот се чисти од она оплодување, и тука е неминовно, комплетно, систематско третирање на виновата лоза по однос на сите болести, почнувајќи од најопасната, да не дојде сега во овој период пламеницата, потоа пепелницата и опасниот гроздов молец кој може да биде и како со едно мало невнимание може да причини доста големи штети кај виновата лоза. Сега има уште неколку циграшот, имаше некои минимални појави кај одредени производители, локалитети, но тоа не е во таква економска, да кажам, напаст да има економски штети. Би рекол дека во овој период, сега, еве, за времето вие добро и рековте, имаме нестабилно време, каде што мора производителот да ја прати состојбата, бидејќи примарната инфекција одамна е остварена, сега со тие врнежи од дожд. Има едно правило, заштитарско правило е тоа, најдобро би било после првото прскање да дождот не го затекне лозјето неиспрскано од вториот пат. Затоа што може да има обилни врнежи, неколку дена да не може да се влезе на површината од калта и да тука се оствари оваа инфекција, а гроздот е сега најсензибилен после оплодувањето, младото зрнце, и често се случува да тој васвитка својот врв како пинок и да тука губеме навистина голем принос. Но, морам да кажам дека Кавадаречко имате фантастични, искусни производители на винова лоза, каде што ги пратат појавите, ги пратат местата, значи каде може прво да се појави како индикатор, за да се квалитетно изврши комплетната заштита на виновата лоза. Сега, во овој период мора да се свати и друга работа, определувањето на системичните фунгициди и инсектициди.
Ние нема да си земеме за право да комерциализираме или да фаворизираме некој, тоа е едукативна емисија, но изборот сегаш треба да биде врз основа на стручен пристап, каде што во овој период ќе имаме подолго траен период на квалитетна заштита. Значи со концентрацијата или дозата која е препорачена од фабриката производител, тоа е многу значајно. Второ, доброто мешање на средствата, преку правила што се најнеопходни за ефикасноста, бидејќи 3-4 средства ако се смешаат добро и стварат една кохезија од тој раствор, тој ќе биде добро аплициран. Бренерите да видат што е можно со поситна микронажа да се опфати целата лоза. И зоната на гроздот и оние ластери каде што сега имаме фаза на интензивно растење на виновата лоза. Тоа значи можда од 10 до 12 сантима во текот на 24 часа може да порасне ластер. Значи, во тој период и веќе после известно време, кога се сето тоа оформи, почнува она диференцијација на папки за наредната година. Значи, во овој период треба и количината на раствор по хектар површина. Ако рековме во една од претходните емисии дека треба максимално од 600-700 литра по метар по хектар, сега може слободно со таа маса која е створена да одиме од 1000 по 1200 литра по хектар. Тоа е квалитетна заштита на виновата лоза. Сега при доаѓањето констатирав дека сега во тој период, веќе кога дел од таа жилна маса има удрана на субстрат, гледам некои зони и неготинскиот дел и кавадаречкиот почнуваат со онаа почетна појава на хлорозата, за која ние зборевме во една од претходните емисии, дека во пролетниот период да не чекаме да жилната маса утре на субстратот и од кога видиме хлоротична зона, тек тогаш ние интервенираме со фолиарен третман, каде што можеби ќе ја вратиме до одреден период бојата, но после 10 до 15 дена новата творба од коренот пак доаѓа до хлоротични нови зони на лисната маса. Значи, стратешко санкционирање на таа појава треба да се бара во анализата на почвата, примената на тие средства при стартот на растението и жилната маса, кога почнува со тој нејзин активен дел. И тука, пак ќе ги спомнеме, зеолитите дават фантастични резултати. Тоа го имаме веќе кај одредени лозари тоа постигнато и нема да биде на одмен во една од наредните емисии, дел од тие луѓе лично да го снимаме и лично да имаат своја презентација на тоа какво било лозјето и какво е станало. Кога сме со однос на зеолитите, оние мотиватори фолиарни би рекле, зеолитот во онаа најситна микронажа при такви временски нестабилни услови може да се примени, значи фолиарно, компатибилен со сите средства, постига фантастичен ефект во прилепување на препаратите и тешко испирање, би рекле, од евентуални врнежи од дожд. После 48 часа он е веќе инкорпориран заедно со растворот од препаратот и тука имаме еден фантастичен чин на заштита со зеолитите. И тука, освен тоа, зеолитот со алуминиум оксидот и со силициум оксидот кој го има, дава една фантастична фотосинтетска активност во овој период, каде што лисната маса има максимална активност, а сето тоа резултира со добро и квалитетно гоење на гроздот и од друга страна голем дел од таа храна се враќа во коренот за санирање на евентуалните хлоротични зони што се јавуваат од одредени дисхармонии во коренот. Хлоротичната зона да не ја сматрат било кои стручни лица како случај. Туку тоа е резултат на дисхармонијата во коренот.
Значи, понекогаш имаме еден дел од лозата која удрил на субстратот корено доле, оваа страна е целосно жолта, а ова е зелена. Значи, тука таа дисхармонија со зеолитните компоненти кога се уедначи, тука ние имаме еден добар пораст и немање на такви хлоротични зони. Ние за зеолитите зборевме многу. Тоа ќе бидат ден порано или покасно ќе влезат на голема врата во сите сфери во земеделското производство, почнувајќи од детоксификација во почвата, продолжувајќи како абсорбери на почвата со зголемување на абсорптивниот комплекс на почвата, што е значајна работа за енергично растение од една страна, од друга страна имунолошко способно да се справи или да даде отпор на одредени патогени. И со таа активност производителот добива унифицирано производство, квалитетно производство кој ќе одговара за пазарот. Значи, со тој зеолит се оди и со една друга компонента, тоа се вика хумосил. Тоа е една нова компонента со калиови хумати, кои делуваат на таа голема активност на ауксините во кореновиот, во лисната содржина, и тука имаме навистина еден енергичен старт, квалитетни фотосинтетски активности, а сето тоа резултира со еден добар органолептички изглед на лозата и приносот сегаш ќе биде со една добра охранетост, бидејќи листот и лабораторијата ќе се ствара храната. Кога е тој охранет и добро подготвен и заштитен, тој ќе ствара квалитетен грозд и ќе имаме квалитетно потарување на ластери, добра диференцијација на папки и со еден збор ќе имаме насад со кондиција, а тоа е желба на сите лозари. Наша цел на емисијата е нели секогаш да ги едуцираме, токму и тоа го правиме, и ние кажавме состојбата и кажавме кои се неопходните мерки што мора да ги направат. Сметате ли дека македонскиот земјоделец е подготвен да ги применува новините, да ја користи науката во производството, или се стремиме за влез во Европската Унија, а таму е се контролирано? Точно е тоа, и тоа прашање на вистина квалитетно и стратешко важно. Мора да кажеме, ние во претходните емисии имавме еден така чин на видување. Тие едукативни емисии секако ќе допринесат кон малку ширење на диапазонот на земјоделскиот производител, да сам побара тоа што му треба. Значи, со еден збор, од тоа мое 35 годишно и повеќе годишно искуство, имам лично видување дека се уште немаме доволно едуциран земјоделски производител. Значи, основната цел во таа генерална стратегија за Република Македонија мора да имаме една суштина на едукација на земјоделецот по однос на почитување и апликација на сознанијата. Затоа што науката, без некаква апликација во производството, тоа ќе имаме еден статус на анемија. Значи, што тоа сакам да кажам? Значи, науката по однос на нејзина апликација. Ние често пати зборавме за тие агрохемиски анализи. Таа е појдовна точка како ние во почвата да имаме сознание која храна ја имаме, што недостасува, и анализата на почвата ни укажува кој однос на ѓубре недостасува, кој треба да се даде за еден хармоничен однос на коренот да даде максимално принос и квалитет. Значи, тоа ќе се наметне како неопходност и факт кој радува е сега, во субвенциите кои се дават, го обврзуваат производителот со агрохемиска анализа. Но не импровизирана, неформална, него производителот при подигање на насадот мора да свати кој тип на почва има, тоа лабораториите го утврдува, која хранлива вредност ја има и кога се сади дрвцето, да има тие параметри
наснабдено со хранливи материи, каде што ќе има енергичен старт растението и уште втората и третата година ќе се формира таа убава крошња со примарни гранки, каде што е најважен моментот стартот на дрвцето. Ако тоа биде закржљавено, од тоа дрвце не бива. Тргнало 20 сантима и тука останало. Првата година треба да се формира веќе првите примарни гранки, втората секундарни и третата година дрвцето веќе влегува во род. И четвртата веќе почнува експлоатација. Се зависно од видот кој е, нели? Кај оревот е покасно и така натаму. Значи, со еден збор, анализата на почвата ќе се наметне како неопходност. Сега јас ќе кажам една новост, не толку новост колку што е обврска. Во Кавадарецко гледам многу чокоти има закржљавени, само толку пораснал и останат. И сите викат фомозис, еска, неквалитетен калем, касен инкомпатибилитет и така натаму. Јас имам друго мислење. Голем процент од лозите се нападнати од две навистина опасни врсти на нематоди. Тоа е ксифинема и лонгидорус. Тие се преносители на вируси и голем дел од лозари кои доаѓаат кај мене, носат чокот, прегледувам во почвата дека тоа го има, велат, докторе, тука има едно, две, али после неколку години веќе кругот се шири. Значи, тие миграторни форми го проширува тоа и сега тој насад кога дошол 5-та, 6-та, 7-та година, кога треба да враќа инвестицијата која е дадена во него, тука почнават еден по еден чокотите да откажуваат. Запираат и пропаѓа на село. Пропаѓа на цело, нема принос, нема квалитет и голем дел вика морам да ги ископачам. А таму, ако има две енергични лози, а таа е уништена, таму да ставаш да расадуваш не бива, затоа што се засенчува, има X фактори каде што таков насад правите лозари не сакат да го гледаат. Штрп насад го викаат насад неуедначен. Лозарот сака да има винова лоза, уедначена, квалитетна и сето тоа да биде по негов терк. Со еден збор, таа генерална работа што ја ние збориме во таа едукација, земјоделскиот производител мора да ја свати суштината. Пред да си стави раката во джеп, консултацијата со стручно лице, да му биде основа од каде да набави калем. Има луѓе кои имаат безвирусни садни материјали, квалитетни и економски оправдани. А не зел на црно од некој див калемар винова лоза и сега подигна насад и доаѓа кај мене, докторе, може ли да ми дадете документ за субвенции? Значи, таа не минува ни сертификација, ни никакви работи. Такви случаи сум имал и категорично велам, тоа не е суштината на македонската стратегија за развој на земјоделието. Секој насад треба да си има познато потекло, квалитет, значи да не ги шириме ние и нематодите во Република Македонија интензивно се шират точно со саден и семенски материјал. И не внимание на оно што велам. Да. И сега, Струмичкиот регион. Прво имаше само во Банско нематода, од таму расад се произведуваше, имаше топла вода, низ цело Струмичко ние си ја пренесовме нематодата и сега нема пластеник каде што нема присуство на нематоди. И коренот од домат ќе остане толкав, искорни го внатре, жилната маса цела е со некои деформации, хипертрофии и така натаму. Тоа е ширење на нематодите. Голем дел производители доаѓаат, до лани немав ништо, сега имам нематоди. Значи, тука треба една стратешка постапка по однос на санкционирање на таквите случаи, за да не си ги шириме сами болестите, штетниците, па и плевелите, што ги имаме присутни. Баш пред известно 2-3 дена имаше за еден стратешки плевел, цветен паразит, за онаа сината китка. Како може таа на фамилијата Соланацеја да направи пустош, значи доматите, модриот патлиџан, на многу култури таа напаѓа, а само една чаурка има преку 10.000 семчиња. И значи тука има една стратегија како може некоја површина која добро раѓа
со таков чин, фрлање на неколку сенки, да следните години имаме, за следните 20-30 години да ги имаме тие проблеми Без со можност таквата. за интервенција. Без можност за интервенција, да, бидејќи ни хербицид, ни до сега нито еден препарат не дал ефикасност за таквата појава на таа оробанха се вика, сината китка што пред 2-3 дена не слушнавме. Со еден збор сакам да го заокружим овој разговор, овие наши едукативни емисии и моето доаѓање од Струмица. Не е случајно, уште помалку е штетно. Него мислам дека сето тоа што го збориме е во тие реални оквири, како земеделскиот производител со неговиот пристап, смислен пристап, тој да биде квалитетен и европски производител. Што тоа значи? Значи, употреба на пестицидите ќе му бидат контролирани наместо 8 пати. Делот лозари има веќе во Струмичко барем, тука не сум, еве сега ќе имам разговори со нив после емисијата, во Струмица докторе Прскав, тој ми е 4-5 пат. А со следење на таа антиперноспорна служба, сега треба вториот пат квалитетно да се заштити виновата лоза. Тоа е и економски оправдано и квалитетна заштита на виновата лоза. Сега, он 3 пати плюс што употребил, тоа и по джебот, тоа и по таа токсификација или загадување и на животната средина и на самиот производ. И производителот во тај едукативен дел, еве ден, мислам, кога имаме на пазарот себе производи, мора да се побуди и свеста на тој производител што излегува на пазарот. Тој мора да свати дека не може вчера прскал со некој опасен инсектицид или било што, денес го вади тоа без грижа на совест. Тоа ќе се санкционира во секој случај со пристапот кон Европската Унија. Еве во Бугарија, јас ќе ви кажам пример, не може да излезе производ на пазарот доколку го нема оној сертификат дека не е опасен по здравието кај човекот и дека е запазена каренцата. И затоа имаше сега едно целосно негодување кај производителите дека законот ќе биде ригорозен кај производители кои нема да си водат евиденција кога прскале, со што. Да. Сега, јас како стручно лице, кога кажат за казни, сум голем противник. Но, со едукацијата на земјоделецот, да свати дека тој самиот треба да покрене иницијатива, што испрскав, колку и на крајот да виде неговиот рачун, што потрошил, вклучувајќи го и живиот труд негов и на фамилијата, што добил на крајот и да го види неговата профитабилност. Сега, тоа да не си ја воде како евиденција, значи да се враќаме ние 2 века назад, кога немало и пенкало. Значи, со еден збор, тоа што го законот предвидува, тоа не е да го гледаме дека сака да го анатемиса производителот, него да го стави во една разумна, негова свесна состојба, да каже, да, јас прскав 2 пати со тоа и тоа и тоа, мене не кошташе 5 денари. Производните трошкови ми се толку, за мојот вложен труд толку и цената ќе биде таа. И со трговецот да има параметри на кои ќе бара цена. А сега се случува цената да ја формира некоја летеча група на тие трговци, кои го манипулираат, прекупувачи, надкупувачи и така, и го ништат тој труд на земеделскиот производител. Понекогаш доаѓа првокласен производ од домати 5 денари. Доаѓа ситуација кога ги нема доматите, трета, четврта класа домати 40 денари. Тоа само во Македонија може да се случи. Затоа што тој систем на вредности и квалитети и класи во земјоделието. Се знае производ прва класа треба да си има цена. Втора класа и она класа која е за индустријско производство. Така да тие нешта ќе се средат исклучиво преку упорна
континуирана едукација на земјоделските производители. И јас сум голем поборник на тоа да земјоделскиот производител не се тормози, да се направи од него административец. Оти голем дел од нив, докторе, јас да работам во пластеникот или толкав гектар да имам Да пишам. Но, тоа мислам дека го хиперболизират непотребно, бидејќи тој цел ден ако работи, вечерта, иако е уморен, тоа е 5 минути работа. Он во неговиот дневник може да напише дата таа и таа, прскано, тоа и тоа, толку и толку. Тоа е се. И автоматски он со тоа веќе си има на крајот од сезоната ќе седне со фамилијата, имаме потрошеното, имаме добиеното. Тоа е негов интерес. И сега он мисли дека државата со законот него го тормози и го прави административец. Тука, мислам, треба овие агенциите со една своја активност, со една своја питомост, не да дојде инспекторот, да евиденција немаш 12.000 евра казна, како во овие аптеките. Одат некои инспекторски служби, он има за 500 евра стока, а тие му викат 5.000 евра или 10.000 евра е казната за тоа и тоа и тоа. Тука има една мала нелогичност, која мислам дека може да се регулира исклучиво со една едукација. Јас мислам дека и тие наши настапи тука имат едукативен карактер, каде што ние, ако кажеме дека сега како препорака, дека производителот во тој период, пример лозарот, без разлика кој, нека е тоде. Значи, он утрото, ако си ја сака виновата лоза, ќе направи еден круг, ќе ја прегледа. Чим има негде приметено првични напади, од пламеница, од ботритис, нашол на некој гроз молец, па тоа му е на него веќе сигнал дека треба да превземе одредени мерки. Значи, прегледот, ако ние даваме таква препорака, е како да ја чешетам по лозието. Не отишел 10 дена на него, пепелницата го фатила целосно и после тоа доаѓа бара спас. А чим е фатен зрното фатено сега од пепелница, тоа после пука и таму грозие не чепе. Со еден збор, колку лечи, значи, тоа е со прегледите, спречување на ширењето на патогенот или на штетниот инсект, ќе биде една од значајните работи, успешни работи на производителот. Или ја веќе го земеме, сега сме веќе јуни месец, го очекуваме оној зелениот бумбар. Он се појавува во роеви. Па некои површини, јас сум вишел, тоа е чудо, некои каламитетни години, па верувајте, за 2 дена што не отишел на лозието, еден лист немаше на виновата лоза. Се избрстено од бумбарот. Сега, ако он бил претходниот ден и видел ти бумбарите имат тие претходници, тие извеđувачи, ако виде 2, 3, 5 дека веќе брстан, он е буден, знае дека се пилаат во роеви, и автоматски буден ќе биде, ќе може да ги заштити, оти листот чим се избрсти, немаме веќе основа да бараме грозје, бидејќи листот и лабораторијата кај се ствара храната. Со еден збор да го заокружиме ова со еве нашите сугестии кои ги даваме за производителите, да не бидат сватени дека ние измислуваме некои топла вода, некои ние точно мојата научна досегашна надградба со оние практични досегашни мои сознанија. Исклучиво сакам да бидат при рака секогаш на производителите, за да имаат квалитетно производство. Кај мене во Струмица секојдневно од 100 до 150 клиенти доаѓаат. Носи го растението, диагностицираме, му даваме терапија, после недела дена тој доаѓа со резултат дека е задоволен од тоа што му се дало за ѓубрење, од тоа што е испрскал и има квалитет. И тоа е еден принцип, нормален принцип, што во западните земји напредни, тоа се спроведува и производителот тука без пардон, он си сака редовна контрола на неговото производство, бидејќи неќе во него вложил.
Те се кај нас дел од производителите своја главо мислат дека знаат многу. Тука има еден мал комплекс што мора да се отстрани. Колку и да знае земјоделскиот производител, стручноста со многу нови работи оди напред. Он треба да предпочита хиерархискиот ред и да го тоа аплицира и да ги види резултатите од тоа, а сето тоа што ќе го вгради, тоа е за негов добит, да добие квалитетно производство и на пазарот да бара цена за тој производ, што е и нормално. Логично и нормално. Да. Професоре, јас ви благодарам што бевте повторно заедно со Агроспектар и благодарам на можноста да вечерва повторно ги едуцираме и информираме земјоделците за се она што е актуелно во аграрот. Благодарам. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на Агроспектар. Наши ваш гостин беше професор доктор Ристо Вучков. Секогаш знаете дека навремената едукација, час поскоро штом се едуцирате, тоа значи и подобро и квалитетно земјоделско производство. Секое добро со нашата програма.